Кратки најави за денес. Срцево-садовите заболувања остануваат водечка причина за смртност во Охридскиот регион. Денес се одбележува Светскиот ден на срцето. Регионалниот центар за средно стручно образование Ванчо Питошевски од Охрид домакин на меѓународниот надпревар Гатус 2023. Пазарите преплавени со лажен фалсификуван мед. Измена на цените на паркинг услугите со кои стопанисува јавното претпријатие Билјанини извори. Русите започнале да градат пруга кон окупираните украински градови. За најавените и заостанатите настани ќе ви информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес по свежото утро во текот на денот имавме сончево време со умерена облачност и максимална дневна температура до 23 степени Целзиусови. Услови за слаби врнежи од дожд во доцните попладневни часови. Утре во најголем дел од Европа ќе преовладува претежно сончево време со локална облачност и надпросечно топло за овој период од годината. На британските острови, северна и североисточна Европа умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, кои што ќе бидат проследени со засилен ветер. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува претежно сончево време со појава на локална облачност и топло. Локално во крајните северни предели со услови за слаби локални врнежи од дожд. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 23 до 28 степени. Во Македонија во сабота по свежото утро со температури кои што ќе се движат во интервал од 6 до 16 степени, во текот на денот ќе превладува претежно сончево, ветровито и топло време. Ќе дува засилен североисточен и северозападен ветер кој што ќе достигне брзина и до 20 км на час. Максималните дневни температури во Македонија ќе достигнат до 20, односно до 30 степени. Во Охрид во сабота по свежото утро со температура од 12 степени, во текот на денот ќе преовладува сончево време. Ќе дува до умерен североисточен ветар кој што ќе достигне брзина до 20 км на час. Максималната дневна температура ќе достигне до 23 степени. Во недела и понеделник во Охрид утринска температура од 12 степени, а во текот на денот ќе преовладува сончево и топло време. Максималната дневна температура ќе достигне до 22, односно до 21 степен. Во вторник по свежото утро со температура од 10 степени, во текот на денот ќе преовладува сончево и топло време со максимална температура која што ќе достигне до 22 степени. Со Бизон Полимакс секоја идеја станува реалност. Лепи, зацврстува, запечатува. Со Бизон Полимакс секоја идеја станува реалност. Бизон Полимакс. Бизон, екстремно мокни лепила. Прв голф турнир во Охрид со учество на повеќе клубови од Македонија. Бидете дел од публиката и во релаксирана атмосфера. Проследете го турнирот во сабота, 30 септември, со почеток во 10 часот, во организација на Голф клуб Охрид на теренот на општина Охрид. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време од пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании.
рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домакин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Денес се одбележува Светскиот ден на срцето. Срцево-садовите заболувања остануваат водечката причина за смртност во Охридскиот регион. Најмоќната алатка за борба против овие заболувања, од кои секоја година страдаат се помлади лица, се контролните и превентивни прегледи, како и воведување на здрав начин на живот. Статистиката вели дека од кардиоваскуларни заболувања повеќе страда женската популација, но процентот пак на хоспитализација е поголем кај мажите. Светскиот ден на срцето се одбележува и слави секоја година на 29 септември годинава под мотото "Користи срце, знај повеќе за срцето", со цел да се зголеми свеста за кардиоваскуларните болести и како да се контролираат за да се отстрани и намали нивното влијание како водечка причина за смртност во светот. Срцево-садовите заболувања се најчеста причина за смрт на светско ниво. Следењето информации поврзани со навремената превенција и заштита од кардиоваскуларните болести се важни во запазување на здравјето. Многу млади луѓе не ги земаат сериозно кардиоваскуларните болести, сметајќи дека се премногу млади за да заболат и не ги медуваат навреме животните навики. Превенцијата е клучот на се, особено на кардиоваскуларните, па и на другите хронични незаразни заболувања кои што може да се спречат. Значи сите знаеме дека, нели таа старата поговорка подобро да се спречи отколку да се лечи, тоа си важи, си останува од било кој аспект. Значи и од аспект на здравје, и од аспект на финансии за една држава многу помалку се троши на превенција. Мислам, многу помалку кошта превенцијата во однос на лекувањето. Меѓутоа, сепак сме и ние во земја, каде што на превенцијата не се обрнува толку големо внимание, значи не се опремува со доволно ресурси, не се опремуваат превентивните тимови со доволно ресурси. За нотирање се информациите кои велат дека главните причини за кардиоваскуларните болести се недоволното вежбање, пушењето, лошата исхрана. Економските системи на земјите имаат исто така големо влијание во однос на кардиоваскуларните болести, високите цени на лекувањето и така натаму. Според статистичките податоци на Центарот за јавно здравје од нашиот град, доктор Даниела Чингоска, специјалист по социјална медицина и статистика, информира дека во Охрид процентуалната застапеност на кардиоваскуларните заболувања во структурата на вкупниот морбидитет во дејноста општа медицина годинава се движел од 51,8% во Деберца, 48% во Охрид, 42,2% во Вевчани и 40,06% во Струга. Женската популација во Охрид 55% од кардиоваскуларните заболувања се кај женската популација. Од друга страна пак, хоспитализациите кои што се направени, значи пациентите примени во нашиве болници поради кардиоваскуларни заболувања, покажуваат дека се повеќе пак и машкиот пол. Се проценува дека годишно 18,6 милиони луѓе умираат од овие причини. Коронарната срцева болест или мозочните удари се главните причини за смртни случаи. Повеќе од 80% од случаите на срцев и мозочен удар со смртен исход се случуваат во земји со среден и низок приход и може да се спречат. Јавната здравствена установа, специјализирана болница за кардиоваскуларни заболувања Охрид, е една од првите здравствени установи во земјава која се придружи кон одбележување на Светскиот ден на срцето, затоа што здравието на срцата на илјадници луѓе е нивна секојдневна грижа. Годинешното мото на Светскиот ден на срцето, кој денес се одбележува на сите континенти во светот, а во организација на Светската федерација за срце, бројни стручни здравствени здруженија, медицински установи и невладини организации не потсетува дека срцето треба да си го сакаме и да си го познаваме, затоа што го сакаме и чуваме само она што го знаеме, затоа што кога знаеме повеќе ние можеме
подобро да се грижиме. Јавната здравствена установа специјализирана болница за кардиоваскуларни заболувања Охрид е една од првите здравствени установи во земјава која се придружи кон одбележувањето на овој ден затоа што здравјето на срцето на илјадници луѓе е наша секојдневна грижа, велат од болницата. При секоја средба со нашите пациенти со секој даден совет ние ја подигаме свеста за важноста на кардиоваскуларното здравје. Идејата е на овој ден со пораките да допреме до што поголем број на луѓе, вклучително и оние кои досега немале здравствени проблеми, за важноста од константната грижа за здравјето на срцето преку негување на здрави навики на живот и елиминирање на сите ризик фактори кои можат да бидат коригирани. Годинава Светскиот ден на срцето, јавната здравствена установа специјализирана болница за кардиоваскуларни заболувања од Охрид го одбележа во рамки на нивните секојдневни активности со нивните амбулантски, болнички пациенти, како и пациентите на рехабилитација, информираат од установата. Регионалниот центар за средно стручно образование Ванчо Питошевски од Охрид е домакин на 11-тиот поред меѓународен надпревар на ученици од угостителски и туристички училишта ГАТУС 2023. На надпреварот учествуваат околу 200 ученици од земјите настанати од поранешната Југословенска федерација. Регионалниот центар за средно стручно образование Ванчо Питошевски од Охрид од вчера па во наредните 3 денови ќе биде домакин на 11-тиот поред меѓународен надпревар на ученици од угостителски и туристички училишта ГАТУС 2023. На 200 ученици од 15 училишта од Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Република Србија, Црна Гора и Република Македонија се надпреваруваат во дисциплините угостителско послужување и подготовка на туристички аранжман со акцент на планинскиот рурален туризам. Директорот на Регионалниот центар за средно стручно образование Маријан Радевски вели Охрид за прв пат е домакин на еден вака голем надпревар на кој ќе бидат презентирани вештините од областа на готварството, угостителството и туризмот во 3 дисциплини – келнери, готвачи и подготовка на туристички аранжман. Овој надпреварувачки дух учениците помеѓу себе имаат за цел да видат докај се со нивните знаења, да видиме и ние како држава и училиште докаде сме во однос на другите регионални земји. И се надевам дека ќе придонесе мал дел барем да побуди поголем интерес во однос на зголемувањето на бројот на ученици. Како повезати школе и Поврзувањето на училиштата, искуствата и добрата практика на младите генерации им дава една поинаква слика за поквалитетен кадар во угостителството и туризмот. На најдобрите и највештите учесници, ученици и ментори, на крајот ќе им бидат доделени златни и сребрени признанија. Средствата собрани од хуманитарните паркинзи ќе бидат донирани на двајцата наши сограѓани Люлзим Демирали и Алпај Муфти, кои водат животна борба, информира градоначалникот Кирил Пецаков. Локалната самоуправа заедно со јавното предпријатие Билјанини извори донесе одлука собраните средства од хуманитарните паркинзи да ги донираат онаму каде што е тоа најпотребно. Во овој момент процениле дека овие средства им се најпотребни на двајцата наши сограѓани Люлзим Демирали и Алпај Муфти, кои водат животна борба. Вкупно собрани средства од хуманитарните паркинзи се 80.000 денари, а на нашите сограѓани ќе им бидат донирани по 40.000 денари, информира градоначалникот Пецаков во објава на Facebook. Воедно Пецаков испраќа апел до сите граѓани кои се во можност да се приклучат кон повиците за донација и во рамките на нивните можности да донираат. Ги повикува граѓаните и гостите во Охрид што повеќе да ги користат овие паркинг простори, бидејќи на тој начин индиректно помагаат таму каде што има најголема потреба. Во април годинава собраните средства во износ од 62.420 денари беа донирани на Центарот за поддршка и третман на лица со аутистичен спектар и атипичен развој во Мојот свет, информира градоначалникот Пецаков. Јавното предпријатие Билјанини извори ги известува граѓаните дека од 1 октомври ќе има измена на цените на паркинг услугите со кои стопанисува предпријатието.
Имено согласно одлуката за дополнување и изменување на одлуката за утврдување на цени за користење на паркинг простори, донесена на 27.12.2022 година, од 1 октомври цената на сите зони за паркинг, вклучувајќи ја и премиум зоната, ќе изнесува 30 денари за секој еден час паркирање на јавно паркиралиште со кое стопанисува јавното претпријатие Билјанини извори. За подсетување, досегашните цени за користење на зона А и Б изнесуваат 40 денари за еден час паркинг, додека зона премиум 100 денари за еден час паркинг. Измената важи за периодот од 1 октомври 2023 година до 31 март 2024 година, информираат од претпријатието. Пазарите преплавени со лажен фалсификуван мед. Од Сдруженијето на пчелари од Охрид апелираат до купувачите да бидат внимателни, да купуваат само од декларирани пчелни стопанства. Апел и до Агенцијата за храна и ветеринарство со позасилени контроли и поголеми казни да се стави крај на оваа негативна појава. Лажниот фалсификуван мед главен проблем на пчеларите во југозападниот регион во земјава. Поголемиот дел од медот на пазарите е неприроден, најчесто гликозен сируп кој е тешко да се препознае со голо око. И интернет просторот е приплавен со продажба на лажен мед по екстремно ниска цена. Цената на природниот мед е најмалку 700 денари за килограм и тој треба да се купува само од декларирани производители кои исполнуваат соодветни услови. Да пратиме апел до потрошувачите и консументите на мед и пчелни производи, пред се да го поддржат домашното производство, да купуваат од познат пчелар, да прават дистинкција помеѓу природното и вештачкото. Од тука треба да ја сватиме потребата од купување декларирани производи. Во трката за брз профит и намалените пчелни приноси во последните години поради климатските промени се почесто на понуда е неприроден мед. Потребни се засилени контроли и казни за оние кои манипулираат со купувачите. Позачестени контроли, меѓутоа да се спроведуваат и репресивни мерки према прекршителите на законот, особено онаму каде што имаме репетиција на действијата. Самата декларација на производот представува лична карта за едно пчелно стопанство, односно пчеларот со тоа гарантира дека неговиот мед е исправен. Во Охридскиот регион има 350 пчелари, за кој главен предизвик денес се намалените годишни приноси, кои се поистоветуваат со прагот на рентабилност на пчеларството. Граѓаните на Охрид и Струга викендов ќе се информираат како да добијат бесплатна правна помош. Утре, 30 септември, од 9 часот пред градскиот пазар во Струга и во недела на 1 октомври во 9 часот пред градскиот пазар во Охрид ќе се одржи промоција на програмата за бесплатна правна помош. Целта е да се информираат граѓаните на општините Охрид и Струга како може да го искористат системот за правна помош, што опфаќа бесплатната правна помош, кои се условите да ја остварат оваа правна помош, на кој начин и каде може да се обратат за да ја добијат истата. Утре црковно народен собир во црквата Свети Маченички, Вера, Надеж и Љубов и мајка им Софија во Лагадин. На 30 септември црквата го празнува споменот на познатата римјанка Софија, која своите ќерки ги воспитала да имаат вера во себе си и во Бога, да имаат надеж во неговата добрина и љубов кон ближните и кон Севишниот. По повод празникот Свети Маченички, Вера, Надеж, Љубов и мајка им Софија, православните христијани на 30 септември традиционално ја посетуваат малата црква посветена на светителките во населбата Лагадин. Познатиот охридски угостител Љупчо Патчев го изгради параклисот по повод 2000 години од христијанството. Секоја година на овој празник верниците доаѓаат да се помолат, се отпејува проскура и пченица, а се служи и ручек. Богослужбата ќе започне во 12 часот. Ктиторот на црквата Патчев традиционално собраните средства ги наменува во хуманитарни цели. Започнува новата сезона на дебатната емисија Прашалник на ТВМ телевизија. Од сега со поинаков концепт, прилагодена на лицата со оштетен слух со толкувач на знаковен јазик. Првата емисија од петтата сезона на Прашалник е посветена на статусот на Охридскиот регион во УНЕСКО. Денешни гости на Сонја Рилковска се Никола Киселинов од невладината Билјана, Борис Стојановски од Еколошкото друштво Грашница и Сашо Кировски од Енхелеус Лихнит. Погледнете го премиерното емитување на Прашалник веднаш по завршувањето на првото издание на Дневникот. Да ги погледнеме и вестите од светот.
Шведскиот премиер Улф Кристенсон бара помош од војската за спречување на порастот на убиства поврзани со конфликтот меѓу криминалните банди. Премиерот го повика врховниот командант на шведските вооружени сили за помош по најновите улични пресметки во кои загинаа 3 лица за помалку од 24 часа. Во Шведска овој месец во конфликт меѓу криминални групи загинале 12 лица, што е најголем број од декември 2019 година, објавија локалните медиуми. Кристерсон рече дека Шведска досега не видела вакво нешто и дека ниту една друга земја во Европа не доживеала ваква ситуација. Тој изјави дека деца и невини случајни минувачи се повеќе страдаат во конфликтите на бандите. Шведската полиција поврзува високата стапка на криминал со лошата интеграција на имигрантите, проширувањето на јазот меѓу богатите и сиромашните и употребата на дрога. Најмалку 3 лица се убиени во престрелки во Ротердам, соопшти полицијата. Осомничен за пукањето е 32 годишен студент на Универзитетот Еразмус, во кој е сместена и универзитетската болница. Како што соопштила полицијата на пресконференција, тој прво во куќа ја убил својата соседка, 39 годишна жена, и тешко ја ранил нејзината 14 годишна ќерка пошто ја запалил куќата. Девојчето подоцна починало во болница. Оттаму отишол во Универзитетската болница Еразмус, каде што влегол во училница и го убил професорот и повторно предизвикал пожар, пошто бил уапсен во кругот на болницата. Главниот обвинител во Ротердам соопштил дека осомничениот и бил познат на полицијата од порано, бидејќи во 2021 година бил осуден за малтретирање животни. Обвинителот кажал дека се уште не се познати мотивите на напаѓачот, јавува BBC. Русите започнале да градат пруга кон окупираните украински градови, тврди украински официјален представник. Новата железница треба да ги поврзе окупираните Мариупол, Волновака и Донецк со Јужна Русија. Железничката врска се гради за да се обезбеди клучна алтернатива на силите на Кремљ кои зависат од Кримскиот мост. Наводно прво почнале да градат железнички мост на реката Калмиус. Градењето на овие нови врски ќе биде воена и цивилна логистика за Русија, бидејќи на тој начин би можеле да транспортираат залихи за својата војска без потреба од Кримскиот мост. Кримскиот мост, виталната врска која го поврзува окупираниот полуостров со рускиот Краснодарски крај, беше сериозно оштетен во украинскиот напад на 17 јули. 16 годишен тинејџер од Британија е уапсен бидејќи го исекол најфотографираното дрво во Британија, платанот познат од филмот за Робин Худ. Полицијата верува дека во прашање е намерен акт на вандализам. Најфотографираното дрво од страна на туристите се наоѓа веднаш до Хадријановиот зид во Нортумберленд и е познато по филмот за Робин Худ, крал на кратците со Кевин Костнер, снимен во 1991 година. Туристите и ренџерската служба утрово откриле дека дрвото е исечено. Сведоци кажале дека на стеблото имало бела фарба и дека тие веруваат дека дрвото е исечено со моторна пила. На граѓаните и на туристите им се советува да не го посетуваат местото додека полицијата не заврши со истрагата, пренесува Daily Mail. Почитувани гледачи, го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Пријатно!